доктор, тендерувар професор, студент. Ви благодарам на шансата да дискутирам за можеби најважното прашање за нашата држава денес и во следниот период, но и на шансата да се вратам малку во академската сфера, академскиот сектор од кој што потекнувам и да ви порачам дека не постои поблагородна и важна професија во нашата држава од таа која што ја имате сега како професори, исто како што не постои подобар период во животот од тој што го имате вие студентите. Ова се клупите во кои се станува човек, но ова се клупите и кои што ја менуваат и ја обликуваат државата. Една од најубавите реченици која што ја прочитав откако станав родител беше дека на нашите деца треба да им дадеме две работи само. Едното е корења, а другото е крилје. Иако ние имаме помалку навика и традиција во оваа држава многу да зборуваме за корењата, што се важни, за традициите кои ни припаѓаат и со кои што живееме, многу често не сме доволно успешни кога им даваме крилја на своите деца. И денеска кога ја водиме оваа дискусија за уставните измени поврзани со имплементација на договорот во Преспа, јас навистина сакам да верувам дека ова што сега го правиме во нашата држава е шанса на нашите деца и на младите генерации да им дадеме крилја, но не само лесно да ја напуштаат државата, туку својата држава да ја направат подобро. И навистина сметам дека за таа цел ниедна жртва не е преголема. Да ни кажевме пред година и половина кога владата започнуваше со работа дека во периодот пократок од 18 месеци Македонија ќе има решен спор со Бугарија, решен спор со Грција и решено важно прашање кое што влијаеше на меѓуетничките односи сиве овие 30 години, а е поврзано со слободното либерално користење на мајчиниот јазик. И јас, иако сум голем оптимист, ќе ви кажев нема шанси овие три прашања за толку кусо време оваа држава да ги реши. Меѓутоа, верувајте, ќе го сватите тоа во вашите професии, особено ако студирате општествени науки. Мојата лекција сиве овие години е ако нешто мора да се направи, треба да се направи побрзо. А ако нешто го одлагате, за 10 години ќе биде потешко. Таа е големата лекција која на своја кожа ја осети Македонија и ја плативме многу скапо. Оваа година се навршија 10 години од самитот на НАТО во Букурешт, кој што беше вистински удар врз државата. Не беше само неуспех фактот дека, за разлика од Хрватска и Албанија, ние се вративме без НАТО покана. Главниот пораз беше што таа фрустрација, тоа незадоволство, тие затворени врати ја отворија шансата за нови, поинакви, внатрешни негативни тенденции кои што Македонија ја доведоа до рап на конфликт. И затоа навистина беше крупна разликата помеѓу тој НАТО самит во Букурешт и овогодишниот НАТО самит во Брисел, каде што имаше многу отворени и тешки прашања пред земјите членки на НАТО, меѓутоа едно прашање околу кое сите се согласија, а тоа е дека Македонија заслужува и треба да ја добие НАТО поканата. Затоа денеска Македонија може да каже дека за период покус од 6 месеци ја добивме НАТО поканата, ги почнавме и успешно ги завршивме пристапните разговори за членство во НАТО и доколку нашиот политички процес заврши како што треба, ние на почетокот на 2019 ќе функционираме де факто како земја членка на НАТО. Јас бев како вас се уште во студентски клупи, тогаш кога првпат Собранието на Република Македонија донесе со консензус декларација дека нашата иднина е членка на НАТО и членка на Европската Унија. И жалам што после толку години и вас ве ставаме уште во истата позиција. Уште да работите на членство во НАТО и во Европската Унија. Меѓутоа, назад не можеме да се вратиме, историјата не можеме да ја промениме, меѓутоа може да направиме се историските грешки да не ги повторуваме. Затоа е овој процес на уставни измени, кој што ќе гарантира
дека Македонија ќе стане членка на НАТО и ова ќе биде процесот кој ќе ни овозможи Македонија да ги почне преговорите со Европската Унија. Мислам дека е многу важно што овој процес не само сега, целиот овој 6-месечен период е извонредно отворен процес. Имавме 2 дебати во Собранието на Република Македонија за дупла ратификација на договорот. Имавме сериозни дебати од јуни месец до денеска за секоја точка и запирка од договорот со Грција. Договорот со Грција никој нема да го третира како идеален. Меѓутоа, ако се вратите назад, ќе видите дека секој политички компромис е идеален ако ја обезбедува својата суштинска цел – мир, соработка и напредок. Денеска сме овдека на универзитетот, чие што формирање беше во тешки години за Република Македонија. Јас се сеќавам на првите дебати кои што се водеа околу можноста во високо образование да се користи јазик кој не е македонски, да се користи албанскиот јазик. И кога ќе се вратам назад, какви изгледале дискусиите околу прашање кое сега е нормално, навистина државата созреала, ама многу време изгубила. Со овие уставни измени сакаме да покажеме дека Македонија не сака да губи повторно време. На почетокот на процесот на уставни измени имаше многу дилеми околу изгледот на амандманите. Сега сите плашења што се ќе содржале уставните амандмани паднаа во вода. Се работи навистина за релативно едноставни интервенции во уставот, кои што се однесуваат на 3 члена на уставот и на преамбулата. Во преамбулата се врши интервенција исклучиво на 2 работи. Едната работа е директно врзана со договорот во Преспа и таа значи не елиминирање на АСНОМ како што некои луѓе плашеа, туку прецизирање дека оваа држава се базира на одлуките кои што ги донел АСНОМ и кои што овозможиле Македонија да се формира како независна, како држава прво дел од Југославија, а сега и како независна држава. Во преамбулата ја направивме единствената интервенција во уставот која што е надвор од Преспанскиот договор, со тоа што во основите на формирањето на Македонија како независна држава го ставивме и Охридскиот рамковен договор. И мислам дека тоа е целосно оправдано, мудро и логично. Нашиот устав најголемата реконструкција ја претрпе како резултат на Охридскиот договор. И во ред и оправдано е тој договор да го дефинираме како еден од столбовите на нашата државност. И токму поради тоа сметам дека и преамбулата и уставот ќе бидат подобри заради таа интервенција. Главната измена во уставот се разбира се должи на крупната отстапка. Главната измена се однесува на прашањето на името на нашата држава. Тоа беше најкрупната дебата која што се водеше сиве овие години. Сметаме дека на ваков начин покажуваме дека Македонија платила голема цена за нерешениот спор, научила од тој период и прави отстапка не во име на политичка прагма, не во име на статус-кво, туку прави отстапка во име на својата иднина. Останатите измени во уставот се однесуваат на прашања кои што никој во Македонија практично и не ги ни спорал. Една од уставните измени која што се предлага е многу јасна формулација дека државата нема да се мешува во внатрешните работи на соседните држави, дека границите се непроменливи. Има некој во Македонија кој што протежирал поинакви планови? Нема. Меѓутоа, ако тоа може да предизвика позитивни реакции во Грција, сметаме дека Македонија нема да изгуби ништо ако тоа го потврди. И уште една интервенција се однесува на грижата на Македонија кон диаспората. Оние кои што живеат не во соседството како што стоеше, туку кои што живеат во целиот свет. Дали таа диаспора се наоѓа на 10.000 километри од нас или на 100 километри од нас, нашиот однос треба да биде идентичен. И тука апсолутно се слушнаа и многу дискусии
околу можноста во односот кон диаспората да покажеме практично паралелност или еднаквост и во третманот на она што се вика диаспора на македонскиот народ, но и диаспора на албанскиот народ во Македонија, турскиот и така натаму и така натаму. Сметаме дека оваа дебата може да ни даде шанса да ги согледаме работите од сите страни. Да најдеме уставни измени околу кои што ќе постигнеме највисок можен консензус. Не само заради неопходното мнозинство во собранието. Не само, туку и заради тоа што овој консензус мора да биде видлив и во нашето општество. Македонија ќе стане членка на НАТО, немам дилеми. Македонија ќе ги почне преговорите со Европската Унија и околу тоа немам дилеми, но интеграцијата наша со европскиот континент мора да ја правиме паралелно со наша внатрешна интеграција во државата. Крупни чекори беа направени и во поглед на нашата интеграција и кохезија помеѓу различните етнички заедници. Но тоа не е се. Ние мора да ги надминеме и крупните политички разлики кои што станаа премногу видливи во изминатиот период, премногу агресивни, дури и насилни. И затоа овој тип на јавни дебати ни се потребни за да повеќе зборуваме, а помалку да се расправаме. За да спориме со аргументи, а за да не дозволиме тие спорови да прераснат во конфликт. На крајот дозволете ми да кажам дека се радувам однапред на дебатата, на овие зборови од наша страна сте ги чуле и претходно, сте ги чуле на телевизија. Целта на овие јавни расправи е да ги чуеме и вашите размислувања. Се сеќавам на денот пред гласање на уставните измени, првото читање, бев во Брисел и присуствував на токму пристапниот разговор со НАТО. Сите НАТО земји членки беа заинтересирани да чујат кои се нашите прогнози. Ако се сеќавате на тој стресен петок, ќе се сетите дека во четврток никој не можеше да каже дали ќе имаме 80 пратеника или нема да имаме 80 пратеника. Покажавме дека Македонија е зрела држава. Покажавме дека имаме сила и храброст да направиме дури и чудо. Меѓутоа, викаат дека силната личност или силните групи ги совладуваат препреките, а дека мудрата личност и мудрите групи го совладуваат целиот пат. Ако првото гласање беше препрека, третото гласање е целосно положен испит. И затоа, освен силата и храброста која што Македонија имаше овие година и половина, сега ни треба и мудрост и искуство, кое што денеска во Салава го имаме, за да го положиме тој испит со 10 и да овозможиме на сите овие денешни студенти да не поминуваат низ истите проблеми кои што и ние ги наследивме од нашите родители. Ви благодарам на присуството и на дебатите.